Младата оперска пејачка од Охрид Миланка Новевска, која неколку години живее и работи во Шведска, се подготвува за настап од ова лето во Кралскиот театар Дротингхолм пред шведското кралско семејство, од кој доби стипендија како млад и надежен оперски пејач. Станува збор за највисоко признание и достигнување на кое може да се надева еден уметник, вели Миланка. Работев во Дротингхолм театарот, кој што е кралскиот театар тука во Стокхолм претходното лето. И тоа ми донесе многу успех. Сега во моментов ќе ја добијам и ќе ми ја доделат и всушност нивната стипендија, која што се добива, се дава всушност на луѓе кои што имаат работено во театарот и кои што покажале многу голем потенцијал, особено за барокната музика, и исто така ќе имам и можност да настапам за нив. Тоа е огромна чест и сум многу среќна што ќе имам можност да го направам тоа. Кариерата на Новевска почнува во родниот Охрид, каде уште како мала се занимава со пеење. Завршува средно музичко училиште во Скопје, а потоа од Романското министерство за едукација добива целосна стипендија за изучување на оперско пеење во Националниот универзитет за музика во Букурешт. Овде соработувала и со хорот на нивното радио, а 4 години работела и во комичната оперска куќа во Букурешт. Бев откриена како млад и надежен талент од оперската пејачка Милка Евтимова. Подоцна бев заприметена и од оперскиот пејач Борис Трајанов, кој што ме зедоа под нивното крило и ме научија уште од малечка што значи да се биде еден оперски пејач, колку работи треба да се познаваат. Минатата пролет Новевска со Националниот оркестар од Атина настапува во Крит, како дел од операта Кармен од Жорж Бизе, каде ја игра улогата Мерцедес, член и на програмата Млади уметници, основана во Њујорк. Се работи за организација која што има база во Њујорк и работат со млади оперски пејачи, како што сум јас. Прекрасно искуство. И навистина препорачувам на сите млади оперски пејачи да аплицираат и да бараат различни интернационални можности. Миланка многу често настапува и со незиниот сопруг, швеѓанец, кој по професија е виолинист. Од неодамна е и заменски член на Националниот шведски радиохор, а настапуваше и со Пражскиот конзерваториумски барокен оркестар. И покрај бројните меѓународни настапи, нејзина желба е да настапува пред македонската публика. Во иднина би сакала да имам можност уште повеќе да се специализирам во тоа што го правам. Никогаш не е доволно да се изучува, да се дознава, да се учат нови улоги. Би сакала исто така многу од срце да имам настани и настапи во Македонија и се надевам дека за многу скоро време ќе имам таква можност. Наредното лето ја очекува настап во Италија, ќе ја игра улогата на Толомео во операта Јули Цезар. Ниту незиниот роден град не ја заборави, таа во 2013 година ја доби повелбата Свети Климент Охридски, што ја доделува општината Охрид на истакнати поединци во различни области. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.